Ке се вратам на таа 2021 година, пред 4 години, после првиот круг на локалните избори, дојде ненајавен, исплашен, во паника, и нормално го примив коалиционен партнер, велам што е работала Стефчо, што се случува. Вика, те молам, ако треба и на колена ќе клекнам, те молам да имам вашата подршка. Ја го гледам, немој, непријатно ми е, велам, сепак си човек во години, не ти личи вакви работи, те молам, седни на столчето, дај написе вода, ќе поразговараме, да видиме како можеме да помогнеме. Сепак сме во коалиција, еве, ние првиот круг победивме, како можеме да ти помогнеме. Не, те молам, пак ќе клекнам, колку треба, што треба, ќе направам, само да ме поддржите, вели, народ може да те оправда, да те обели, така рече тој. Само народ може да ме обели, да победам на изборите и ништо не ми треба после. Ау, викам, Стефчо, тама работа, имам една работа, едно барање до тебе, све друго, викам, те разбирам. Само те молам да нема бетонизација повеќе за Карпош. Доста е, уморни се Карпошани. Вели, не, Христијан, те молам, какво, не ме интересира ништо, ама буквално ништо не ме интересира, само народ да ме обели. Добро, велам, Стефчо. Заврши состанокот, се вклучивме цело раководство во кампањата, тој стана градоначалник. Победи на тие избори. Поминаа неколку дена, како карпошанец, нели, од мојата населба, од мојата општина, отидов да му честитам. Да ти честитам. Остави ка тоа, дојди вам да ти покажам. И една голема маса, кој бил, знае, ги наредил сите детални урбанистички планови, 30 наред. И ми вика, бирај. Што да бирам, му викам? Па кои се за тебе? Чекај, Стефчо, нели беше кај мене во кабинет, нели молеше да те поддржиме, да застанеме позитив, нели рековме нема бетонизација. А, вика, не, тоа ја морам да живеам од нешто. Го погледнав, само му се заблагодарив, не му викам благодарам, за ова од мене немаш поддршка и си заминав.